Нема поголемо задоволство и чест заедно да продолжиме на успешна платформа која во изминативе 6 години во 3 наврати ја продолжуваме. Отвараме нов период на обострано задоволство и јас кажувам сегде, тоа го потенцирам, дека ова треба да биде мотив за сите како треба спортот, бизнисот, градот да обстојуваат заедно во една платформа. Голема благодарност и до поддршката на спортската јавност, на вас, новинарите, медиумите, на граѓаните на Битола, секако на чкембарите, сите задоволни да продолжиме во еден многу светл период со истите и поголеми амбиции, понатаму во период кој ќе отвори нови врати на ракометот. Овај спортски храм треба да живее и понатаму. Ние знаете имаме иницијативи и огромни вложувања во спортот, така да резултатите се сами видливи и ќе бидат уште подобри. Прво, ако ми дозволите, би сакал да упатам благодарност до општината, до градоначалникот за досегашната соработка, за овој период во кој што ја обликувавме на тамошната соработка, за комплетниот ангажман. Ова платформа ќе биде можеби малку поразлична од аспект што она и досега беше платформа на обединување, меѓутоа овој период покажа дека тоа обединување станува уште поголемо. Кон платформата очекуваме дека ќе се приклучат и други стопански субјекти кои што веќе го најавуваат своето присуство на платформата, и тоа е меѓу другото и она што посебно радува, што платформата и со својата успешност докажа дека тоа е, како што и кажа градоначалникот, патот кој треба да го трасираме и патот по кој што треба да се движиме за успех и во спортот, и во градот, и за сите нас. Амбициите се нормално големи, секоја година ги подигаме за одреден степен, исто ќе биде и за наредната година. Екипата, значи таргетите се освојување на сите титули во нашата држава, достојно и квалитетно представување во европските купови. Јас сум убеден дека тоа ќе биде повторно Лига на шампиони, затоа што овој град, оваа публика, овие момци кои што се дел од екипата сега и на крајот сите ние овде заслужуваме да останеме еден од 16 градови каде што се игра најквалитетниот ракомет во Европа и со тоа во светот. Така да очекувањата се големи и се надевам дека како и досега и понатаму платформата ќе ги кажува своите резултати само во позитивна конотација, односно со успеси за себе.